Шо е ова? Ела да видиме шо е. Не, извини ти, многу убаво си свириш, само продолжи. Бравос. Здраво, живо? Како си, добра? Јас сум Митар Пејо, овде гледам во Домов на култура вакви непредвидени активности ретко забележувам. Ја дојдам од странство овде. Да? Да, мал се за прв пат учам, свирам, не знам ноти да читам. И сега со камера дојдовте. А како се викаш? Анџела, Од каде си? од Холандија. И Од Прилеп. од Прилепо потекло? Татко ми, да. Бравос. Епе супер, продолжи тогаш, баш ми е драго дека вака некој и Сега нервозна сум. Немој, не се плаши, ништо не боли ова. Повели Ангела. Ваму бе нешто има бе. Шо е ова? Ела да видиме ваму што се случува. Море денеска активности. Бравос. Шо правите бе дечки, ги штимате трубите? Ајде да пуштиме светло. Море и светло ни пушти во Домов на култура, еј. Да се видиме кои сме и кај сме. Здраво и живо? Аја Ирлија работа? Добро е. Нека се угоди и... Ама вие ракиче нешто носите таква работа од кавадарци? Може и винце. Така се расвирува трубите, не насуво, не крека жабата, така? Честитки, како сте задоволни, како дојдовте овде на концерт? Вечерва имате концерт? Вечерва, да. Ние сме заедно повеќе години, функционираме како квартет Труби, музички квартет Труби. Повеќе години сме заедно и факултет и од средна школа. Па така дојде до спој да функционираме на вакви проекти и поддадовме преку Министерството за култура и ни ги одобрија проектот и неколку така снимале проекти низ повеќе градови на Македонија и така сега во Прилеп да го отсвириме концертот, па се надевам на домашната публика. Јас сум од Прилеп, тие се кавадарчани, некои седат во Скопје, па така се надевам дека публиката ќе биде задоволна. Сигурно дека ќе биде задоволна, како може кога немаме слушнато ние труби. Бог да го прости Димкаро, Љубен Динкаровски, го познавате? Тој беше трубач и направи многу интересни проекти низ градов. Еден беше и уште трае поетското Маркукуле, ја основа пеачката група Пела, многу посебен лик, го откри тој инструмент Тидл Дибаб, не знам дали знаете, најстариот инструмент на светот, и тој го откри начинот на кој се свири и Бог да го прости, требаше да свири со Шведската филхармонија концерт, меѓутоа не знам дали дочека да се случи. Долгогодишен прв трубач на Љубљанската опера, на Словенската опера. Да. Така е. Ви посакувам многу успех, се надеваме дека вечер убаво ќе помините. Се надеваме дека ќе ужива домашната секако публика, сме спремиле добра програма. Може нешто за програмата да ни кажете? Започнуваме со една номера, би рекол рок композиција што е позната на сите, значи Бохемија Рапсоди, значи започнуваме со неа. Па јас знам да ја пеам таа, може да ви се придружам јас во групава. Се најубаво дечки, уште не да ни се представите. Бојан Митрески. Јас сум Васко Рошков, Стојанче Косовски, Гоце Цоневски. А јас сум Митар Пејо и ништа нисам јео, се одам да каснам нешто, вие наштимајте ги трубите и се враќам да ве слушам на убава музика. Чао, се најубаво. Еве, драги гледачи, денеска Домов на културава врија како во кошница. А овде сега да видиме чин 4, сцена 5, училиштето за театар, со какви активности се занимава. Канцеларија. О, добар ден. Како сте, добри?
Здраво, живо, тренираш креативност изгледа ти овде, а? Помалку тренираме и креативност и од се помалку овде се случува. Седниме малце да ни објасниш вака подетално со што се занимава чин 4 сцена 5, пошто знам дека бајги години постоите и работите овде и многу пати сме соработувале исто така, да. Еве училницата. О, здраво, живо, и сниматели имате тука, бе, браво, се работи стерео. Ајде повели седи на овој кревет кој што има играно во премногу представи. О, како пео DeGeneres шоу, кај е Twitch малце да заигра да ни пушти некое музиче. Епа, здраво Саша, многу ми е драго дека се најдовме вака во работна атмосфера. Повеќе настани вечерва се случуваат во Центаров за култура, ама ние идевме специјално да видиме чин 4 сцена 5 со што се занимава и малку повеќе да ни објасниш за почетоците и како се развиваат проектите до овој последниот сега. Цело е кога се има 30, кој навистина ме радува дека во овој регион се реализира еден ваков поголем проект од културата, како што немало последниве можеби 20 години. Најпрво здраво. Па за почетоците на чин 4 сцена 5, нашата прва проба за театарска представа беше направена на 17 март 2007 година во тогашната сцена 105, која моментално, за жал, повеќе не постои. И тоа беше проба за представата Женско царство од Стефан Лазаров Костов. Тогашен режисер беше Милан Секуловски, јас бев дел од актерската екипа. За понатаму тоа да се развие во едно драмско студио кое што во наредните години успеа да анимира и да собере доста број на млади луѓе од Прилеп и околината кои што сакаат аматерски да се занимаваат со театар. И веќе од 2016 година официјално ние да станеме едно правно лице, еден приватен театар, кој што покрај дејноста на продуцирање представи ја има и дејноста на едуцирање на млади личности, една школа за театар во која што веќе петта година имаме многу дечиња од најразлични возрасти кои што сакаат да се запознаат со убавината и магијата што театарот ни ја предизвикува и ни ја причинува. Исто така како театар чин 4 сцена 5 активно сме вклучени како директно, така индиректно во организација на многу културни настани во нашиот град, како со логистика, така со материјални средства, нематеријални средства и така натаму. И значи на овој мултимедијален фестивал покрај театарските представи ќе има музички концерти, изложби, разни работилници. Тоа ќе биде во време трајање од 15 дена, од 21 август до 5 септември. И искрено јас многу се радувам тоа што во реализацијата на овој проект значително многу ни помогна една личност која што особено ни даде мотивација за работа, како и тоа што има огромно влијание во културните текови во последниве неколку години, тоа е Звонко Димовски, кој што ние го поканивме да биде наш проектен менаџер и кој што го осмисли, формира и се надевам и дека успешно ќе го реализира овој проект. Дали си задоволен од соработката и дали мислиш дека би можела да се подобри? Па видете, значи Центарот за култура Марко Цепенко во самото име, му се состои дека треба да биде Центар за култура и по статутот треба да ги поддржува ваквите активности, како што се чин 4 сцена 5, театарска работилница и ред други. Секој оној кој што сака уметнички да се исполнува и да би донесува во културната програма за развој на нашиот град, треба Центарот за култура да го поддржи, но за жал соработката со Центарот за култура секогаш ни била едно така топло студен однос, никогаш не најдоја на разбирање на моите едноставни барања дека ова треба да биде поддржано Центарот за култура, како и сите останати. Напротив, ќе парафразираме една личност која што веќе 37 години е на раководна функција. Центарот за култура може да живее само од издавање на простор. Не треба ни треба ни представи, ни танцови студија, ни ништо. Мислам, тоа е еден огромен парадокс кој што
За жал, некако успева да обстојува во овие неколку години, особено, не знам, во овие 14-15 години во кои што ние работиме. Нема, навистина, како да кажам, нема слух за она што се случува овде. Да тргнеме, например, од чин 4 на 5, кој што има процирано 80 представи, во кои што ги имат гледано преку 150.000 души, што не е, мислам, што е бројка за почит. И наместо тие да го препознаат тоа и да речат, добро, стоп, дечки, дојдете, вие треба да работите под заклен центар за култура, Ние сме овде како не третираат како правно лице, како, не знам, еден кафич кој што е тука во близина Центар за култура, плаќаме кирија. А по друга страна, за иронијата да биде уште поболна, во Центарот за култура работат еден куп други, не знам, здруженија, формални, неформални, кои што не плаќаат ниту денар за тоа. И мислам, односот е несоодветен, неадекватен, но тоа е помалку битно во односот на она што треба да биде како поддршка на создавање на културни навики, културна програма. Се согласувам и точно затоа те прашав ова. Пео знае дека пред неколку дена требаше да има се организираше, односно промоција на 3 книги во Плетвар, театарска работилница го организираше тоа, и долу залепивме плаката на Центарот за култура, која по многу кратко време беше тргната, затоа што не бил нивни настан. Тоа мислам дека не би требало да се дозволи да се случува, но за жал, ете, некогаш и такви работи се случуваат. Види, Пеа, што ќе ти кажам. Значи, театарска работилница е, како да кажам, јадрото на сите текови кои што се случуваат, особено во аматерскиот театар во Прилеп. Значи, во времето јас кога почнував со аматеризмот, единствено место каде што можев да се обратам и без при тоа да бидам осудуван и да бидам исполнет со предрасуди пред се заради мојата боја на кошата, беше театарска работилница. Сите тие активности кои што се случува во театарска работилница мене ми дадоа мотив за понатаму да продолжам. И желбата со која и трудот со кој што театарска работилница успеа да обстои овие многу години пред театар чин 4 на 5 се навистина за поздравување. Но од поздравување не се живее, како да кажам. Нас ни треба конкретна поддршка, значи особено треба поддршка со простор, со логистика. Ајде да речеме и финансиски средства, знам дека ги боли тоа кој ќе му го спомниш, еве на Прилепски да се обратам. Да биде односот дека ние сме тука за нив, а не тие тука за нас. Точно. Значи ние им создаваме програмата. Јас од мој извор имам дознавано дека со мојата програма, со моите статистики тие поднесувале до Министерство за култура извештаи. Истото се има случувано и со тад студиото Зодијах. Да, и мислам, и наместо сега ние да земеме, не знам, да се бркаме низ некои правни лавиринти, во ред, ако поднесувате извештаи, дајте барем да работиме по Центар за култура. Да бидеме младинско драмско студио при Центар за култура Марко Цепенков. Но на 1 милион мои барања, дури имавме и пред 2 години на петиција на која што собравме преку 2000 подписи. Значи таа петиција беше предадена на биро и патот беше многу едноставен, од биро во кантата. Толку. И кога видов дека, значи, таков е односот, јас се надевам дека како што идат годините, дека некој ќе не знам, ќе не препознае и ќе не афирмира како фактор, а ние сме и како фактор во градов, и како сме фактор, дека можеме сите ние заедно да се здружиме. И чин 4 напред, и театарска работилница, и танц студио Зодијак, и ред други, и уметници, сликари кои што немаат место кај да творат, и дека можеме да допридонесеме за развој на културата, бидејќи уметноста е вечна, ама мандатот е минлив. Благодарам уште еднаш и да се гледаме за убави работи.
Абе, шо е ова, бе, улична уметност, бе, види кај почнале уметнички изложби да прават. Значи, Центарот за култура на вистина е расадник за културни дејанија. Па овде џаоли, портрети, мајстор Боро, Газ Дуб и многу други интелектуални работи имат нацртано. Голема работа е, бе. Ова е сигурно шифра за некој многу јак интернет портал кој што се вика Инфокомпост и ви препорачувам сите да отворите и да видите што се таму се случува. А овде има едно уметничко дело на природата, мора да го видиме и тоа дело, само некако природава ни е многу сурова и делово пополека почнало да се распајџа. Види чудна работа, гледаш многу растечени бои едно друго, ама да се надеваме дека за скоро време некој ќе го преправи, како што ни го преправи онаму Гоце Делчев, сега ќе одиме да видиме се црта нешто убаво во Центарот за современа ликовна уметност, па да видиме што и какви се убави дела во Прилеп се случуваат во културата. Ајде! Ајрлија работа? Шо правите, бе, мајстори, бе? Абе, што сте направиле, бе, ние Гоце Делчев дојдовме да го бараме, море. Ама уште поубаво 3 пати Блаже Конески пута 3, а? Честитки за и прекрасните идеи и реализации. Центарот за современа ликовна уметност исто така битен сегмент од културниот живот во Прилеп и Прилепско и регионот. Се надеваме дека ќе продолжите со вакви убави дела и работи. Надеваме. Искрено се надеваме. Ако Да. има желба, ако има простор, ако има интерес, зошто да не? Па, ако има волја, секогаш има и начин. Еве, ова е, например, доказ за таквите работи. Добар начин да се подсетиме, да ги реактуализираме, да ги презентираме битните имиња од нашата историја, култура и убав начин некако да привлечиме нова публика, да привлечиме млада публика. Се разбира. Сакам да ги поздравам и уметниците, сигурно се капнати. Во овој дел се најбитни, искрено, во реализацијата, пошто најголемиот труд и најголемата мака ја однесоја. Работеа на екстремни температури, на екстремни височини работеа, сами управуваја и одлични се. Одлично и во многу кратко време го сработи. Во екстремните спортови ние уметниците секогаш сме биле најдобри и затоа во потешки услови подобри и поубави дела се најдуваат. Видиме да ги видиме авториве, да. Поздравите. Да. Здраво живо. Што правите, дечки? Капнавте во работа. Јас сањам да те видам тебе, како да ти кажам. Здраво Александар, здраво Ферди. Како сте и сакаме да ни кажете нешто вака за овие 2 големи мурали кои што ги направивте последниве неколку дена само. Ајде од дамата да почнеме. Да. Колку дена? 5. Во 5 дена 2 вакви големи мурали. Да. Па тоа е стварно. Се испраксиравме, веќе сме уходани. Па може да тргнеме на секаде низ Македонија тогаш да презентираме вакви дела. Може. Кај што треба, ние ќе се појавиме со идејни решенија, не е никаков проблем. Јана баш кажа дека вие сте го, како да речам, кркале по големиот дел од стапот, по дебелиот дел, затоа што на екстремни температури сте сработиле оваа голема работа. Меѓутоа исто така битен дел е и продукцијата. Ако нема начин да се најди средства и технички можности за да се реализира некој дел, тогаш уметниците можат да си останат само дома, да се сликаат на блокче, а? Да. Апсолутно многу е битна организацијата, односно да некој нас не организира, само може и ние да излезе и нашето дело еве вака како на овие мурали. Оти сепак нашата работа е да покажеме колку можеме уствари да изваеме од себе, а тоа да биде уметничко дело. А организацијата еве му ја препуштаме на тој што знае тоа да го прави. Така, и треба да се поттикнат такви луѓе да не организираат што повеќе и да организираат повеќе настани проекти како што е овој сега за независноста. Ова е мислам дел од тој проект, така или? Да, тој е од проект. Ние сме први што започнавме фактички со проектот. Се први кои што го почнуваат обележувањето 30 години независност и е дел од проект каде што се промовираат ликовите на Блаже Конески, пошто и 100 години од Блаже Конески и Стале Попов, кој што малку беше подзаборавен од публиката и се прилепчани, па како еден проект ние влеговме со нашите мурали за промовирање на ликот и делото од Блаже Конески и Стале Попов.
Исто така имам информации дека куќата на Стале Попов во моментов е во многу тешка и руинирана состојба во Мариово. Пред неколку дена ние имавме една емисија за дупките онаму на кај реката и сега гледам ја ископале улицава че ја асфалтират од двете страни. Па може и овој глас да стигне до вистинско место и потоа да имаме слух за да не поддржат оние институции кои му е работа практично да го прават тоа. Што мислиш ти, Ферди? Да, па би требало да ја реновират патот поради што е важен лично за нас за историјата што треба да е заштитен и ко ние државјани на Македонија треба да е редовно да посетуваме и младите да ја знаат историјата, значи кој е Блаже Коневски, ко Стале Попов и другите наши вредни автори, да, исто така. Мислам би требало и за другите вредни автори историчари, значи да ни дадат можност кон нас уметници. Би сакале уште неколку вакви мурали да правиме. Дај Боже, и се подобри, се надевам дека и целиот центар може да стане еден голем мурал и имаше еден обид да се пребои, ама јас мислам дека жалосно заврши ова како сега изгледа Центаров за култура. Меѓутоа ова е можност да да се покаже дека тоа може да биде како еден Тахелес во Берлин или како во Љубљана, како се викаше Метелкова. Сте биле на Метелкова во Љубљана, каде на секаде има мурали, клубови, изложбени простори на отворено и алтернативни места и верувам дека еден ден тоа ќе се случи. Ви благодарам за вниманието и за делата големи кои што ќе останат долго да траат во етерот. Да бидеме дел од ваква организација и фала им и за Центар за современи ликовни уметности и за општината што не вклучија ние да бидеме дел од ваков проект. И да се надеваме дека што повеќе автори ќе вклучуваат и што повеќе млади луѓе ќе се мотивираат да почнат да се занимаваат со уметност. Ви благодарам уште еднаш. Пис. Значи, како најдобриот проект менаџер во Прилеп кој ни организираше во прекрасно градско вопче да се извозиме, кој организира многу културни манифестации низ градов, Звонко Димовски е со нас и го прашуваме како успеа да ги организира сите овие големи проекти во неколку години во Прилеп за кратко време, а толку големи дела. Па ево, да не го лажиме народот, проектен менаџер едноставно значи некој што трча по сите, ги убедува сите да пра нешто, народски кажано ги прелажува сите да пра нешто, значи имаме многу заедничко. Да, тоа сакав да го забележав и јас. Не е дома прибран и неговите родители, пријатели сметат дека ништо не работи. Тој е проектен менаџер. Ама тоа проблем се пријателите кои што само така мислат, а инаку такви луѓе најмногу фалат во нашава држава и во нашиве институции. Се согласувам со тебе, иако нели општото мислење дека ако немаш државна работа, немаш работа. Се согласувам со тебе и од друг аспект дека се потребни луѓе како мене, како тебе, како брајката што не снимаат, како луѓето со кои што разговараше претходно, зашто сите ние на некој начин градиме колективна меморија која што во моментов на културно-општествено живење ни недостасува. Апсолутно се согласувам. Што би му предложил ти на, еве да речеме, на Центарот за култура, како би можел да ја подобри својата работа? Да, исто кога зборуваме за култура, треба да размислуваме малку и поразлично. Например, Центарот за култура, кој што често љубиме да го критикуваме, во суштина е место за презентација на култура. И можеби треба да си ја преземат едноставно таа улика, како место, како платформа, како простор за презентација на културата, а културата да ја прави некој друг. Марко треба да биде една институција која што треба да ја представи културата како богатство на разлики. Зашто таков е градот, такво е секојдневието во кое што живееме и треба тоа и културата и градското живење, разлики на живење. Се возиме во Вовче, таму се вози коњ. Тоа е суштината на нашиот град и тоа треба да биде отсликано во нашата култура. Дали е професионална, дали е индивидуално сработена, дали ќе ја категоризираме како авангардна или не, да биде оција и на нашето реално живење. А ние сме град на разлики, тоа треба да ни годи и да го манифестираме секојдневно, а да го криеме како факт.
Да. А еден од првите проекти ти беше јавен простор Прилепи Марко на улица, кој јас силно се надевав дека ќе станат традиционални проекти и ќе се случуваат секоја година. Што мислиш, зошто не е така и дали би можело да се повторат тие дела и да станат дел од традицијата на Прилеп? Да, причини има многу, но едната веќе начнав, немањето на колективна меморија и идеја за тоа што значи одржливост. Како што ти како татко го одржува своето семејство, треба да се создадат механизми и начини културата да биде одржлива. И не може институциите, јавните компании или од соодветните ресорни министерства една година да поддржат проект, друга да решат дека не треба. Тие позитивни и креативни случувања, посебно кои што успеале да ја реактуализираат нашата култура и народен код на некој поинаков начин, мислам дека треба да бидат по дефолт поддржувани од институциите. Зашто кога културата ја правиме модерна, повторно актуелна, реактуализирана, во суштина обезбедуваме траење на кодот и на народниот бит. Значи го начнуваме и терминот што многу често го поврзуваме погрешно со културата, патриотизмот. Да, тука станува збори за јазикот и за односот спрема него и за односот кон културата, кон уметниците, кон уметничките дела, кон институциите од културата и чинителите или творците на тие дела. Така. Исто и повторно земајките тебе како пример за урбан лик, нема градска култура без градење на урбани ликови, односно ликови за кои што ќе раскажуваме. Јас мислам приватна рефлексија, но пред неколку дена во градот замина млад човек за кој што мислам дека си обезбеди место да биде раскажуван од следните генерации. Трајче, на кој ќе му текни, ќе ми ја разбере идејата. Трајче Катаровски, Бог да го прости, на вистина прекрасен лик и штета што така ненадејно не напушти. Значи сега треба да се градат градски ликови, градски легенди. Легенда сега е нешто што било многу урбано кога јас сум бил дете или тинејџер. Например, продавачот во музичката продавница Литиум, кој што сега сосема поинаку изгледа, има сосема поинаква општествена улога во нашиот друштвен живот, но за мене тој беше урбан херој. Да. Или Сонја која ги продава се уште книгите на улица во Скопје и еден таков лик на пример во Скопје. Така. Градски урбани ликови не му го знам името, но човекот кој што 20 можеби години продава книги во кола. Тоа е дел од градската култура, нешто што дава можност да го прераскажуваме и за 20 години од денеска некој да му текне ај ќе направиме сега фестивал да ги оживееме уличните продавачи на книги. Одлична беше идејата да се реактуализира Марко Цепенков пред 2 години со проектот Марко на улица, меѓутоа ние имаме ликови како Блаже Коневски, Круме Кепевски. Оваа година е 100 годишнина од раѓањето на Борка Талески, 100 годишнина од Миле Корубин, 100 годишнина од Коле Чашуле. Сите прилепчани или основоположници на големи културни и литературни дела во историјата македонска, мислам дека ние не им оддаваме доволно почит. Така, јас мислам дека Прилеп од град кој што своевремено бил стожер на културните случувања и на формирањето на тоа што во школските книги се нарекува современа култура, после Втората светска војна Прилеп имал огромен дел и влог во создавањето на таа култура и дека тоа не е ниту изумрено, ниту заборавено, ниту модифицирано. Едноставно е некаде потиснато, скриено и луѓето како заедница ние не веруваме ниту во себе си, ниту на другите и можеби затоа немаме колективна меморија и колективна култура која што се трудиме последниве 3-4 години да ја изградиме. И сметам дека нешто сме направиле. Да ти благодарам многу за учеството во нашава емисија. Тебе ми беше задоволство. И се надеваме дека ќе станеш на висока позиција кај што ќе можеш да ги реактуализираш сите работи и да обезбедиш многу средства за многу културни манифестации и настави. Не сакам да бидам на висока позиција, сакам тие што се на висока позиција да разберат дека надворешните проектни менеджери се потребни за реализирање на култура, подобри патишта, реновација на објекти, доколку некој не е способен или не е доволно обучен, може да покани човек од надвор, што се вика, нели?
побарај го најдобриот за да го направи тоа. Да. Фала ти. Ти благодарам ја. А ова е еден од култните објекти, градските реклами, кои пео, о, здраво и живо, како си бате, многу е добро. Сите да се живи и здрави. Вива ла револуцион! Култниот објект реклами. Пео 4 години овие реклами, уште кога беа во неговата стара форма, ги одржуваше, ги чистеше стаклата, ставаше плакати, фотографии за представите тековни, за оние кои што идат и оние кои што траат. И така еден ден, кога стави плаката за последната премиера и фотографии за последната премиера и дојде следното утро да ги провери дали е се во ред и гледа со вилјушкар го креваат стариот објект реклами и го разнесуваат некаде. Тој направи скандал голем, меѓутоа објектот веќе е во нова форма и за жал инфоцентарот кој требаше да биде тука и таков не постои и се надеваме дека градските власти ќе имаат слух, еве дека звончето кое што или мандалото кое што клепа многу силно ќе не слушнат и ќе ја разберат потребата дека Прилеп има потреба на вистина од еден инфоцентар и еден простор кај што ќе се рекламираат сите културни и спортски манифестации и сите билети да се обезбедуваат на еден телефон и да се купуваат на едно и единствено место. Да видиш, музејот не работи. Еве ваква, драги прилепчани, е сликата на Меморијалниот музеј 11 октомври, еден од најбитните историски музеи во градот Прилеп и за жал сликата во музеите, за разлика од Центарот за култура каде што денеска видовте врвулица е, врие од настани како во кошница, а овдека еве не можеме да влеземе и да видиме со што е полн овој наш меморијален музеј кој треба да ја има меморијата на овој град, историската меморија која што навистина е многу значајна. Се надеваме дека тоа ќе се промени во скоро време, дека ќе биде отворен музеот во секое време и дека секој ќе може да го посети. Ајде, дечки, во ликовната галерија во Центарот за култура. Опа! Ликовната галерија не работат, а и не гледаме работно време за да знаеме од кога до кога работи ликовната галерија, за да може некој да ја посети и да знае кога би можел да ги гледа уметничките дела. Во моментов имаме одлична навистина изложба на миниатури на Христина Зафировска, на која бев присутен на отварањето. Да. Здраво живо! Што правите, бе, дечки? А ирлија работа? Слушам последно време, појче пати сте се собирале овде и си подсвирнувате вака? Да. Можете ли се представите? Па, јас сум Александар Истевски од овде и не знам, немам друго што да кажам. Чија идеја беше вака да почнете да се собирате и јавно да си имате проби, забави, да си свиркате и да се забавувате? Па, еден ден така после проба, кај ќе свириме, дојдовме овде и рековме овде има струја, се поврзавме и од наша забава почнавме да свириме. Јас мислам дека е одлична идејата и мислам дека треба да ве поддржи градот или Центарот за култура да ви овозможи можда и снимање на некои од забавите што ги правите, можда некој фрижидер па некој да се напија сокче, кисела вода или пивце најмногу, пошто вие сте млади некако за нешто пожестоко, а? И како оди забавата навечер, има луѓе, се свири, се пее, што се случува? Ние се свириме и тоа е тоа. Се собира луѓе? Тој што сака гледа, тој што сака си прави тоа што сака, ние си правиме тоа што сакаме и тоа е тоа. Само продолжете, оти само тоа е начинот за да се успее особено во културните настани. Само упорноста е начин да се продре подлабоко. А јас ви ветувам дека еден ден ќе дојдам со мојот кахон и ќе можеме заедно да направиме еден сешн, да продлабочиме забавата. Ти си му другар или продуцент? Другар му сум ја. И помагаш, пееш некогаш во настани? Да. Која песна ти е омилена? Basket Case од Green Day.
Марко, да беше жив, кој знае колку убави приказки и сказки ќе напишеше за прилепчани, прилепчанки, за културата, некултурата, односот кон неа, кон спортистите, кон сообраќај од велосипедистите и сите други актуелни работи кои не мачат сите овие генерации.